сопругот на претседателката на ДКСК, кој што е обвината за корупција, бил донатор во ВМРО ДПМН. Инаку оваа антикорупционерка е обвината за оддавање на службена тајна во случајот Адитив. Вели една недела од кога претседателката на ДКСК Татјана Димитровска е осомничена за оддавање службена тајна во случајот Адитив и се определени мерки на предпазливост, Каракашова Шулев вели дека во меѓувреме членови на комисијата се трудат институцијата да продолжи да функционира законски, транспарентно и независно. Денеска Димитровска издаде соопштение во кое се вели дека комуницирала со семеен пријател, но не била вмешана во корупција, а инаку тој семеен пријател во тој момент бил во притвор и не би смеела да комуницира. Вели таа воопшто не ја спомна можноста да даде оставка. Вика според заменичката на ДКСК другите членови не може да поднесат оставка заради индивидуална одговорност. Значи и овие други сите не ви. Таа не е многу вели позната за пошироката јавност, но во моментов кога нејзиното име се појави како човек што сега ја води институцијата, се појави и дилемите за тоа дали има конфликт на интереси поради тоа што нејзиниот сопруг Александар бил донатор на владачката ВМРО ДПМН. Ова го пишува Призма. Целиот текст таму може да го прочита. Ова е интересна една ситуација. Се од една страна се бореле со ова енергетската мафија, од друга страна па и не се бори.